Ке зборуваме и во продолжение за летото, за летните температури, ке се подсетиме и на времето кога Скопјани и каде го поменувале овие топли денови, а каде пак денеска, но претходно ке се вклучиме во живо од терен, од хала која долго време беше запуштена, сега повторно доби живот таму каде што се сервисираат македонските возови. Ке погледнеме како изгледа процесот на одржување, а ке зборуваме и за состојбата со транспортот железнички кај за таа цел. Во живо го бараме колегата Димитар Бабалков, кој практично и преку слика и преку тон ке ни ја покаже оваа сала каде што, како што ке се повторам, се сервисираат македонските возови. Димитар, добро утро и еве имаме оваа ексклузивна можност, ке речеме како ја сака Македонија, да бидеме и први кои што успеа да влезат во оваа сала која што долги години беше запуштена, но каква е сликата сега, ке ни откриеш ти, повели. Така, Иван, добро утро, како до вас, така и до гледачите. Екипата на Ја сака Македонија ја има можноста да направи прво вклучување токму од една од халите која добива нов лик и на големо се работи во овие рани утрински часови. Се прават реконструкции токму на сите оние потребни делови за да можат локомотивите и вагоните безпрекорно да се движат по македонските пруги. Но за тоа што конкретно се случува овде, како халата добива нов современ изглед каде можат и работниците полесно да ги извршуваат своите активности, но од друга страна и македонскиот железнички сообраќај да добие постабилна инфраструктура е тема на разговор и анализа во наредните минути. Добро утро велам за директорот Игор Коруновски. Добро утро пред се и ајде веднаш да објасниме каде конкретно се наоѓаме, во која хала и каква е целта намената на овој простор објект. Добро утро до вас, добро утро до вашите гледачи. Чест ми е што денес сте тука со нас, да видите поблиску, да се запознаете со нашите активности кои што ги преземаме во насока на одржување на влечните и влечените средства. Ние моментално се наоѓаме во халата каде што се одржуваат локомотивите. По-конкретно, тука во моментов можеме да видиме се наоѓа една електрична локомотива која што е во фаза на промена на незините тркала. После извесен период на поминати километри, односно после извесен период на поминато време, доаѓа до природно абење на тркалата на локомотивата и тие треба да се заменат заради безбедноста и сигурноста во железничкиот сообраќај. Тука ги гледаме сега и двете постоја кои што се извадени од локомотивата. Можеме да се пофалиме дека халата е средена по сите стандарди. До пред некое време беше ова една руина каде што беше се расфрлано. Со помош на нашите вработени се среди халата. Моментално се работи на промена на тркалата на оваа локомотива, кинеска електрична локомотива. Ова се постојата, а ова се незините осовини. Моментално нашите вработени работат на демонтажа на влечните електромотори, каде што се расклопуваат од осовинскиот слог, потоа оди отстранување на вагоните, отстранување на старите тркала, ова се старите изабени тркала и после тоа се поставуваат нови тркала, се става локомотивата, се ставаат постојата под локомотивата и локомотивата може да оди во сообраќај. До неодамна, како што велите вие, а и јавноста беше сведок преку фотографии, преку видеа кои неодамна почна и стана вирални на социјалните мрежи, овој простор беше буквално запуштен. Како течеше целиот процес на организација, односно преуредување на самиот простор и какви нови можности се добија за да можат да се сервисираат сите оние делови во вагоните, но од друга страна, како што велите, и локомотивите и со тоа сообраќајот железничкиот да биде побезбеден? За ваше знаење, ние се наоѓаме во депото кое што е изградено во 70-тите години и до пред 12-13 години тука немаше преземено никаква активност во насока на подобрување на условите за работа на вработените. Пред 12 години се презеде активности каде што се реновираше цело депо, конкретно и оваа хала, меѓутоа поради негрижа изминативе години беше запуштено, беше
во една ситуација во која што впрочем немаше услови за работа на вработените, со добра организација на сите вработени кои што работат тука, заедно смогнавме сили за да си ги подобриме условите за работа и успеавме ова сето тука да го прилагодиме да функционира како во сите европски држави во таа насока и набавивме 4 нови електродигалки 25 тонски кои што навистина многу ни помагаат во нашата работа и ни беа неопходни. Како што може да забележите, халата е добро осветлена, халата е чиста, нема остатоци на нечистоти и може вработените да работат во едни навистина подобри услови, што за мене лично како нивни прв човек ми е најбитно. Како изгледа еден работен ден, односно какви активности овде можат да се направат со цел да се подобри или пред се сигурноста, но од друга страна да може и работниците да уживаат во тоа што го работат без разлика колку и да е тешка нивната работа. На кој начин се организираат активностите? Еве 7 часот и 30 на минути, кога дојдовме овде се правеа последните подготовки за да почне работниот ден. Значи ние имаме 24 сати тука дежурни екипи кои што се грижат за одржување на возовите и на локомотивите. Треба да се знае дека секој воз после своето патување доаѓа во ова депо каде што се врши редовен преглед, технички преглед. Доколку има некој проблем, луѓето го отстрануваат, доколку не, возот повторно продолжува да се обраќа до следната дестинација. Инаку ова депо е точно за ова хала, е сегмент каде што се работи долниот строј, односно промена на тркала. Соседната хала е халата за дневен сервис, таму доаѓаат сите возови на дневен преглед. Имаме уште една секвенца, следна хала каде што имаме спушталица, каде што се спуштаат сите постоја и последното депо, таму не е дизел депо, каде што доаѓаат само дизел локомотивите и се врши нивна проверка и нивно сервисирање. Можеме ли да дадеме една генерална слика колку има работа во оваа работилница, односно колку локомотиви на дневно или неделно, па ајде да дефинираме и на месечно ниво, циркулираат овде и колку луѓе се грижат за нивната исправност? Односно, прашањето ми е, имаме ли доволно луѓе за да може да ги задоволат потребите за се да функционира како што треба, бидејќи гледам и халата е доведена до едно ниво што велиме народски како во аптека се да биде, а не како работилница. Со оглед на тоа што Македонски железници транспорт поседува застарен тип на локомотиви и возови, самото тоа по себе создава тешкоти и потешкоти во одржување. Што значи, ова работа не е лесна, можете и самите да видите, се работи за тешка физичка работа, меѓутоа ако се сака работата, може да се добијат и резултати. Проблемот е што ние моментално започнавме од пред една година со само една локомотива која што беше функционална. Значи започнавме од нула ситуација. Сега дојдовме во ситуација во која што имаме 7 локомотиви кои што овие луѓе ги ставија во функција за една година во сообраќај. 7 локомотиви во делот на товарниот сообраќај. Исто така направивме значителен напредок и во делот на патничкиот сообраќај. Вративме неколку од укинатите линии и вративме исто така неколку од возовите кои што беа фрлени и запуштени и надвор од експлоатација. Така да се трудиме максимално со овие средства кои што ги имаме на располагање и со овие човечки ресурси кои што ги имаме на располагање, да локомотивите и возовите ги ставиме да бидат функционални и оперативни во служба на комитентите и во служба на граѓаните на Република Македонија. Дали ова хала е отворена за јавноста или од безбедносни причини? Не е со цел да можат граѓаните или еве од образовниот процес ученици да дојдат да видат како изгледа целиот тој процес на одржување на самите вагони, на самите локомотиви, а со тоа и да се на еден начин и промовира железничкиот сообраќај во Македонија и да мрдне од таа така наречена мртва точка која му е епитет со години на овој вид на транспорт. Ние сакаме да креираме позитивни приказни. Сакаме да ја доближиме железницата до граѓаните. Во таа насока често организираме на барање на образовните институции, претежно на градинките, посета на децата во депото и возење со воз, за да се запознаат со железничкиот транспорт како една опција која што може да ја користат во иднина за транспорт. Значи тука организираме
во претходна најава со претходно организирани безбедносни мерки, присуство на групи на деца кои што ќе се запознаат со одржувањето на железничките возни средства, а исто така и ќе го користат возот како возно средство. Исто така правиме една таква комбинација, ги возиме децата до железничката станица, таму имаме музејска поставка, ја посетуваат музејската поставка, се запознаваат со историјата на железниците, со цел да добијат една слика за железничкиот сообраќај во Република Македонија. На овој начин, откако ево ова депо добива ново светло, односно нов изглед и со тоа подобри услови, како што велите, се зголемува бројот и на самите вагони, на самите начини на функционирање на железничкиот сообраќај во Македонија се подобрува, дали тоа ветува дека во иднина подобро издание ќе добие воопшто железничкиот сообраќај со тоа што имаат пред се и вработените подобри услови за работа, а со тоа ќе може побрзо, поекспресно да се сервисираат сите локомотиви? Па ние работиме во таа насока, фокусирани сме на тоа да првенствено да обезбедиме добри услови за работа на вработените, безбедни услови за работа, да оспособиме што повеќе локомотиви и возови кои што ќе бидат во сообраќај, тие локомотиви и возови да бидат безбедни и сигурни, со цел граѓаните на Република Македонија да добијат достоинствен железнички сообраќај. Ви благодарам за тоа што еве вака ни удостоивте први да ја имаме можноста како екипа телевизиска да влеземе во ова депо, да го видиме во едно друго издание, да дознаеме нешто повеќе како работат луѓето овде со цел да ги одржуваат безбедни, да бидат сите оние елементи кои го сочинуваат железничкиот сообраќај како локомотивите и вагоните. Дали има нешто кое јавноста треба да го знае, можеби не го споменавме во текот на овој краток, но од друга страна сметаме информативен разговор. Ви благодарам пред се на вашето присуство, на вашиот интерес да дојдете тука и да не посетите во утро да видите со какви ситуации се соочуваме ние со нашите вработени. Само можем да порачам дека ние имаме јасен фокус да ги оспособиме, да ги ставиме во функција сите локомотиви кои што може да се стават во функција се надвор од експлоатација подолго време и тенденција да набавиме нови современи локомотиви во делот на товарниот сообраќај и во делот на патничкиот сообраќај. Игор Коруновски, директор на сектор за влече и одржување при Македонски железници, гостин утринската насител. Благодарам. Благодарам и вас. Поздрав до вашите гледачи. Почитувани, верувам дека имаме сега појасна слика за тоа зошто во ваква состојба е железничкиот сообраќај во Македонија, но еве како што слушнавме ова утро и видовме на лице место, се работи под полна пареа за да можат што повеќе вагони и локомотиви да бидат исправни, да бидат ставени во функција и со тоа железничкиот сообраќај во Македонија да почне да пишува една нова историја. Колеги, ова би било се од ова наше прво вклучување од терен за денес, доколку немате дополнителни прашања секако. Димитар, благодариме за ова твое јавување и благодарно секако до вработените во Македонски железници што ни овозможи ексклузивно да направиме увид и во состојбата во Македонски железници, но и во оваа хала каде практично се сервисираат и повторно се враќаат на шините и секако со надеж дека конечно и ќе добиеме далеку поквалитетен железнички сообраќај како во државата, така и во главниот град Скопје, имајќи предвид за најавите кои што се повеќе и почесто ги слушаме за воведување на градски воз. Димитар Бабалков, тоа беше од халата на Македонски железници каде се сервисираат македонските возови.